Општина Илинден во партнерство со Здруженијето Моето гнездо во рамки на третиот јавен повик за развој на социјални услуги започнува со реализација на нова социјална услуга помош и нега во домот. Услугата е наменета за лица над 65 години, како и за лица со попреченост, со цел да им се обезбеди континуирана грижа во домашни услови, која ќе ги поддржи во подобрувањето на самостојноста и достоинствениот живот. Овој проект, кој беше предвиден во предизборната програма, како и во стратешкиот план на Општина Илинден за периодот 2022-2026 година, е уште едно исполнето ветување на градоначалникот Александар Ѓоргиевски, а е од особено значење за Илинден, каде во моментов нема лиценцирани даватели на вакви услуги. Според податоците од пописот во 2021 година, во општината има 1463 лица со попреченост, вклучувајќи 539 постари лица со телесни попречености, 131 лице со оштетување на видот, се навидува во објавата на социјалните мрежи. Градоначалникот Ѓоргиевски истакнува дека со воспоставување на оваа услуга, Општина Илинден ја потврдува својата заложба за подобрување на животните услови за своите граѓани, како и дека локалната самоуправа работи на изработка на социјален план, кој ќе овозможи системско планирање на социјалните услуги според потребите на граѓаните. Од вечерва заедно чекориме по патот на напредокот. Хиподром 2 повеќе не е заборавена населба, истакна синоќа градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски по повод отворањето на најголемиот зелен парк во општина Газибаба, изграден на 11.000 метри квадратни, кој додаде дека над 2000 луѓе биле дел од отворањето. Тој објасни дека во рамки на новиот парк изградени се и детско забавно катче и нов спортски кошаркарски терен со тартан подлога. Стевковски нагласи дека тие ќе продолжат посветено да работат за секое мало и за секој граѓанин. Општина Центар донесе одлука да го прошири опфатот за доделување субвенции за обука и полагање возачка дозвола за Б категорија, со цел да се задоволи зголемениот интерес на младите за овој јавен повик. Со новата одлука, право на аплицирање ќе имаат и младите кои годинава ќе наполнат 19 години, односно сите оние родени во 2006 и во 2007 година, за разлика од претходниот повик кој важеше само за родените во 2007. Нашата цел е да им помогнеме на младите да го поминат процесот на обука и полагање за возачка дозвола и да ги охрабриме да станат одговорни учесници во сообраќајот. Станува збор за знаење што може да спаси животи нивни и на сите учесници во сообраќајот, порача градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Субвенцијата изнесува 10.000 денари, може да се користи исклучиво за обука во автошколи регистрирани во општина Центар. Јавниот повик трае до исцрпување на буџетските средства или најдоцна до 31 декември оваа година. Барањата за субвенција се поднесуваат во архивата на општина Центар, барака број 6, секој работен ден од 9 до 15 часот. Заинтересираните исто може да се обратат и на телефонските броеви 02 3203 600 и 02 3203 680 или преку електронска пошта. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека е локализиран пожар од левата страна на течението на реката Лепенец на територија на општина Карпош. Екипите на полициската станица од Ѓорче Петров се на терен. Пристигна и единицата за противпожарна интервенција. Будно се следи состојбата да не се прошири. Голема благодарност за брзата реакција, истакна Стојковски. Не постои загрозеност во моментов на нашата територија, но повторно апелираме да се внимава при престојот во природа на отворено и да не се палат огнови со што би се загрозила општата безбедност, напиша Стојковски на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно